Ова е период во годината кога започнуваат или се веќе во тек уписите на факултетите, не само на факултетите, средните училишта. Ние вчера имавме со колегшката Елизабета разговор со директорката на Средното медицинско училиште, едно од оние каде што притисокот за уписи е секогаш традиционално многу голем. А денешната моја гостинка Сандра Груевска, магистар од Универзитетот Американски коледж во Скопје, која што ја покрива областа на универзитетот за нешто што се вика секторот за кариери, за деловна соработка. Тоа е еден сектор кој што во универзитетите, во образованието не е секогаш, да кажем, наистурено место, но е точно местото на кое што се прекршуваат интересите на студентите кога запишуваат факултети. Повеќето од децата можеби не знаат што точно сакаат во животот. Нивните родители веројатно имаат некакви собствени визии за тоа што треба децата да учат и така натаму. Сандра, би сакал да ве прашам на почетокот, влеговме ли во оваа сезона, па и Американскиот универзитет, влеговме ли во сезонава на уписите, каков е интересот, што се случува сега по факултетите, кога се мисли вообичаено дека доаѓа лето па е мртво време? Ви благодарам, Сашо, многу. Ви благодарам на поканата. Чест и задоволство е да се биде дел од една ваква утринска програма, еден утрински брифинг и да направиме мал брифинг околу тоа што се случува во месец јуни. Месец јуни за Универзитет Американ коледж Скопје навистина е месец кога е во полна пареа. Вратите се широм отворени, среќни сме што малку мерките за пандемија стивнуваат, па можеме да внесеме повеќе студенти, повеќе родители, да одговориме на повеќе прашања. Мојот дел на Американ коледж Скопје вклучува еден линк помеѓу студентите и работодавците и можеби родителите. Тој е клучен еден период каде што студентите, сегашни студенти, нема да знаат или не знаат каде да се одлучат да студираат понатаму, односно каде да продолжат својата кариера. Тука сме ние, кариерниот центар, да им помогнеме, да ги насочиме и навистина ни е задоволство што е во голем развој кариерниот центар на Американ коледж Скопје. Имаме многу прашања, имаме многу одговори и мислиме дека сме на вистинскиот пат. Ги следиме сите светски трендови и навистина одговорноста е голема да се насочи еден студент каде да го продолжи своето студирање. Колку е тоа решавачко за децата кога запишуваат факултет? Навистина е клучен. Тој практичен аспект е еден од клучните елементи. Да, и клучен елемент е клучниот збор за да се изврши уписот на Американ коледж Скопје. Кај нас навистина 50% е теорија, 50% е практична настава. Практичната настава на Универзитет Американ коледж Скопје е задолжителна. Значи, кај нас, после секоја завршена академска година, студентот мора да има извршена практична настава и ние имаме деловен совет. Деловниот совет вклучува над 200 компании, установи и државни институции кои што широм отворени врати им овозможуваат на студентите да извршуваат практична настава. Сандра, вие и самата сте алумнист на Универзитетот Американски коледж во Скопје и сте поминали на универзитетот. Јас, за да декларирам интерес, јас предавам таму, предавам и на Штуловиот универзитет, кој исто така е во овие, да кажем, сега сезона на уписи и така натаму. Тоа се два приватни универзитети, државните универзитети имаат, предпоставам се исто така во една френетична сега ситуација кога се примаат студенти. Како се одразува оваа сезона сега после ковидов? Бидејќи некако во целиот свет, па и кај нас, образованието кое помина комплетно на онлайн настава и така натаму, придонесе малку и самите студенти да, особено овие што запишуваат факултети, бруцошите и овие што се посвежи на студии, да не ја почувствуваат таа универзитетска клима, бидејќи, да се разбереме, студирањето не е само наука и не е само стекнување на некакви образовни содржини, туку е и многу дружење, атмосфера и така натаму. Како се однесуваат сега децава кои што доаѓаат по факултети? Имаат ли големи очекувања во таа смисла? Баш така, имаат големи очекувања, имаат голема радост да влезат, да седнат во тие амфитеатри, во нашите предавални лаборатории. Меѓутоа, морам да напоменам дека ова пандемија покажа колку сме подготвени. Колку сме подготвени да ги следиме светските трендови, колку сме подготвени да се прилагодиме на ова ново време. Имавме хибридна настава, 2 недели онлайн, 2 недели во нашите простори, имаме навистина современа опрема која што ни дозволи многу бенефиции. И плюс праксата можеше да се изведува онлайн. Мислам дека тоа е еден клучен момент за студентите да одлучат
кој факултет да го одберат и кој факултет е подготвен да ги следи сите овие трендови. Што нуди американскиот универзитетот Американски коледж? Што се областите што се на понуда? Ние имаме 6 факултети. Имаме факултет за архитектура и дизајн, имаме факултет за странски јазици, имаме факултет за информатика, имаме факултет за политички науки. Секако факултетот за деловна економија и организациони науки е можеби број 1, каде што има најголем интерес. Меѓутоа се повеќе се покажува дека факултетот за психологија добива голем замав. Најверојатно менталното здравје се покажа во пандемијава дека е навистина битно. Тоа се програми кои што се одвиваат единствени во Републикава на англиски јазик и сме задоволни од интересот и задоволни од фидбекот и на наставниците и на студентите. Да, настрана на факултетите, предпоставам дека програмите што се нудат на самите факултети се уште неколкукратно поголеми во смисла на специјализации разни, одбирање на точно програми за студирање кои што многу ги интересираат децата. Да прашам нешто што Сандра вие во самиот центар на каква е соработката со деловната заедница? Оти тоа се убаво звучи, имаме 200 компании со кои соработуваме и така натаму. Дали се реално заинтересирани компаниите, деловниот свет во Македонија да добијат еден контакт уште во порана образовна фаза со студентите, со децата, да кажем, и така натаму, за да евентуално има шанса дури да одберат одредени кадри, да не кажем дури да стипендираат и така натаму. До каде е таа приказна, како тоа се одвива? Навистина сум горда што оваа приказна е многу успешна. И тоа ме прави навистина ентузијаст во целата работа која што ја работам и ми исполнува многу. Работодавците уште од прва година на студии бараат кадар кој што би можеле тие да го оформат и да одговори на прашањата кои што ги бара денеска работната сила. И тоа не е многу битно. Значи самиот деловен совет, самите компании кај нас се јавуваат и бараат кадар кој што тие ќе можат да го моделираат. Системот на стипендирање? Имаме многу компании кои што стипендираат. Значи нема. Кој е, да речеме, практичниот пристап до тие стипендии? Како изгледа за процесот на стипендирање? Значи се пријавуваат на нивната веб страна на компанијата на која што тие поставуваат услови. Условите се најчесто да има еден така одредено повисок степен. Потоа имаме тестирање, имаме интервју на успех, на оценки и така. На успех. Потоа имаме интервју, имаме тестирање и на крај се прави селекција. Комисијата наша и комисијата нивна заедно се состануваат и се прави селекција кој би ја добил таа. Тоа реално функционира, мислам, во практика. Реално функционира до сега еве со Титан, со Усија, со ИЮТЕ, со сите тие компании кои што се наши навистина големи соработници. Имат странските инвеститори повеќе сенс за тоа или кај македонските компании се постои? Не би ги поделила подеднаков е и сенсот, и интересот, и соработката. Добро, каква е соработката помеѓу универзитетот и компаниите? Бидејќи ова не е само компании студенти, тука е посредник и универзитетот се разбира. Сакаме да имаме една вин-вин ситуација. И тие добиваат од кадарот, значи добиваат еден нов свеж кадар, и тие учат, меѓутоа и нашите студенти многу учат. Јас кога го добивам тој дневник на стекнати знаења од студентите, навистина сум импресионирана што се научиле таму. А кога ќе ми се јават и ќе ми речат навистина одлична ни е соработката, студентите ваши се прекрасни, те молам прати ми, народски речено, и за оваа година студенти, мене срцето ми е исполнето. Во Македонија огромна е понудата на универзитети, веројатно ги има, сега не сум ја избрал последните, ама минатиот пат кога сум бројал беа на 20 и нешто универзитети. Има се и се што, секаков квалитет и неквалитет и така натаму. Каква е уписната статистика до сега на Американскиот коледж, бидејќи предпоставам дека на крајот сепак квалитетот знае да се издвои со понудата и дека има една привлечна моќ без разлика на големата палета на понуди кои што постојат на пазарот. Веројатно, за некој можеби ковидот беше негативен аспект, за нас беше позитивен и трендот на уписи расте. Трендот расте. Трендот расте, интересот расте, ходниците ни се преполни. Може би неочекувано, меѓутоа навистина оваа година уписите се на највисоко ниво до сега. На универзитетот знам, а и не само на тој универзитет и на други, меѓутоа има и бидејќи Македонија во последните години се повеќе се интегрираше меѓународно и на образовно ниво и така натаму, има размени на студенти.
дури во ковид ситуациите јас сум предал на деца кои што се минатата сезона и од Франција, и од Перу, и од каде има во Турција, се разбира од некои регионални земји и така натаму. Растали тој тренд на соработка, наши студенти надвор, Еразмус програми и така натаму и странци кои што овдека доаѓаат на. Со Еразмусот сме значи во прекрасна соработка, имаме најмногу студенти од Шпанија, Франција и од Турција, како што напоменавте, Португалија. И нивниот фидбек за тоа како се поминале во Македонија е нешто што навистина си го запишавме сите, ни стои под зидовите, е прекрасно. Доживувањето на едни меѓународни студенти на начинот на кој што гледаат државата наша ве замислува, навистина. Морам да кажам дека тоа се одразува и во наставата, бидејќи пак за предмети кои што се општествени, каде што културите се важен аспект на сите материи што се обработуваат, тој тип на инпут, кога не ви е групата составена само од локални деца и така натаму, туку напротив, кога имате барем еден добар процент на луѓе кои што доаѓаат од светот, тоа дава една одлична, да кажем, дополнителна компонента на размена на искуства, на понекогаш спротиставени гледања, на секако различни толкувања на одредени работи, и тоа е нешто што и кршење на културни нели премрежја, така. Баш кога се забавите кои што следуваат после часовите, бидејќи тоа е посебна една приказна. Еве во моментов склучивме соработка пред 10 дена се вративме од Белград со Синингиду факултет, тоа е еден исто приватен коледж. Сингидунум, да, тоа е. Да, навистина престижен и многу сме задоволни, имаме и dual degree програма. Пред месец дена исто така склучивме со Атина, со Webster University, имаме 3 години тука, 1 година таму. Продолжува ли со Tor Vergata? Тече тековно, еден од најголемите универзитети во Италија, во Рим. 50 на листата Шангајска. Јас случајно сум имал можност, тоа е величина на општина Карпуш, би рекол да. Прекрасен кампус. Навистина имаме многу и минати соработки и идни, кои што ќе ги најуваме тековно нели на нашите социјални мрежи. Сандра Груевска, одговорна за секторот за кариера и деловен развој на на Универзитетот Американски коледж во Скопје. Благодарам за овој утрински разговор, бидејќи се наоѓаме во сезоната на уписи на факултети, не е само Универзитетот Американски коледж, сите други универзитети во Македонија се во истата, да кажем, оваја за многумина почнува летото, ама за универзитетите летото е клучен термин, кога всушност ќе видите со колку студенти ќе започнете во октомври својата редовна наставна програма. Благодарам, Сандра, за ова гостување. Ќе се видиме повторно ние и кога ќе почне и кога ќе почне. Отворени се нашите и врати и за уписи и за гости и предавачи, така да ви благодарам. Практично тоа значи дека може некој да отиде и да каже се извинувам, сакам да се има таму летово кој да ги прими, кој да отворени сме цело лето, да, и слободно имаме и онлайн регистрација на www.uacs.edu.mk каде што може да аплицираат и да ги поднесат своите документи.